Чевлари, кројачи, шнајдери, казанџи, бозаџи, изработувачи на филигран се само дел од занатите кои што некогаш обстојувале во Охрид. Некои од овие занаити изумреле, некои работат и ден денес. Радува фактот што младите се повеќе се заинтересирани за изучување на занаетчиството. Оние кои што порано биле занаетчи, биле мајстори, уживале голем углед во градот. Тоа значило дека доколку си занаетчија, дека си го обезбедил својот живот. Биле угледни граѓани на Охрид. Во денешно време занаетчиството се бори. Оди во нагорна линија. Охрид може да се пофали дека се повеќе млади луѓе се заинтересирани за отварање на свој занаетчиски дуќан. Денеска ги бараме токму нив, охридските занаетчии. Алим Неат, најпознат како берберот Шогун, веќе 15 години во Охридската стара чаршија нуди фризерски услуги, фризерски и берберски услуги. Познат бербер од Охрид. Добар ден. Добар ден. Ве затекнавме на работно место. Да. Вие 15 години работите како бербер. Да, работам 15 години како бербер. Од кого научивте овој занет? Од кого го научивте? Мојот прв мајстор беше мајстор од Ведат. Уште од кога завршивме основно образование, тогаш веднаш почнавме да работиме како калфи кај Ведат од далечната 94 година. Од 94 до 98 година работев кај мајстор од Ведат. 98 замиравме војска, се вративме 99 и од 99 година па се до ден денеска работам како бербер. Никогаш не сте променале професија? Не, за среќа не. Дали некој во вашето семејство бил бербер или од каде желбата токму за занает? Желбата за занаетот, си го сакав овој занает како мало од дете. Сакав да работам, да имам директен контакт со луѓето. Иначе, по старите мои предци, да кажам, до 68 година во овој сегашен дуќан екзистираше тоа семејство само од занаетот ковач. После веќе 98 година се почина прадедо ми мој како ковач и од тогаш беше овдека како една соба, меѓутоа после тоа почнавме да го издаваме дуќанот под кирија. Од 94 година па навака е како берберница. Сепак како дете верувам дека до вашиот дедо често сте доаѓале, сте гледале како работи како ковач. Немавте ли желба да го продолжите тој занает? Ковачлукот дојде до кај татко ми, односно занаетот го наследи татко ми и од тогаш веќе изумре занает. Со новата техника веќе тој занает изумре. Има само уште неколку ковачи во Охрид. Не мислите ли нешто дека некогаш странците би можеле да побараат нешто ковано како специфично од овој регион, од Охрид, од Македонија? Не сум доволно запознаат веќе со тој занает. Не знам луѓето што точно ке баре за тоа за да може да се работи. Добре, еве, 15 години работите како бербер. Дали сте задоволни, дали може добро да се живее од овој занает? Од овој занает добро се живее, посебно ако се има добар квалитет, добра локација за дуќанов, добро име. И ево, сите бербери до сега што работиме, си гледаме нашите фамилии, се напредуваме. Видите вака, секој еден занает, секој еден занаетчија, богат никогаш не може да стане. Меѓутоа без пари во џебот никогаш не е. Што најмногу се бара? Порано знаеме дека на бербер оделе мажите за бричење, за шишење, за подстрикнување, но и за добар муавет, нели? Тука се собирали муавет да си направат. Сега, во денешно време, дали изумре ова? Дали доаѓаат само на брзина па си ја бркаат својата работа или можеби сепак се задржуваат во дуќаните?
Порано, ако се вратиме 50 на години наназад, кога ги немаше фейсбуците, кога ги немаше електронските интернетот или так. Тогаш идеја во секоја една берберница и сите новости се кажува во берберницата. Секој нешто ново што ќе се дешаваше во градот, за спортот, за политиката или за секојдневниот живот, први се кажуваше во берберницата, после ќе разбереше цел град. Во моментов во берберниците, за жал, почна причењето да не се барат кај луѓето. Не ја знам причината зошто, меѓутоа порано, ако се вратиме 30-40 години наназад, секој ден машко му беше како традиција да се бричи во берберет. Значи, први идеја во берберница ќе се брича и од тогаш после продолжуваше денот. Сега во моментов бричењето веќе некако како допаѓат. Значи сега само за шишањето, некои трендовски фризури ги правиме, ја пратиме светската мода и ги копираме тие познатите стилисти што се. Во моментот веќе работиме со еден холанѓанец, каде што во последно време се многу присутни во Охрид. Со доаѓањето на холанѓаните овдека во Охрид веќе се осети то подобрување за секој еден дуќан. Си имаме поголеми приходи, си имаме. Овој човек од сега што го шишаме е редовен муштерија, кај што во текот на годината повеќе пати идат, кажуваат дека сме многу пријатни луѓе во Охрид, сака да ги видат убавините на Охрид и тој и неговото семејство минимум по 3 до 4 пати годишно идат во Охрид. И веќе стануваме како и пријатели со холанѓаните. I've been here already for several times. Веќе неколку пати сум бил во Охрид, доаѓам од Холандија, а јас и мојата сопруга се обидуваме да основаме еден бизнис со представништво тука и во Холандија. Станува збор за бизнис во автомобилската индустрија. Сакаме да произведуваме пластични додатоци и делови за автомобили. Ние исто така ги разгледуваме и фабриките во Македонија, па дури би сакале да основаме и фабрика за изработка на делови кои ќе им се од полза на луѓето. Значи во овој момент сакаме да отвориме некаква фабрика или продавница која што ќе има соработка или добро ќе се поврзе со некој од веќе постоечките фабрики тука во Охрид и Македонија. Бевме во Битола, во Штип и ги посетивме тамошните фабрики, па се надеваме дека ќе успееме да отвориме некаков бизнис тука во вашата земја. Тоа би било многу добро. Инаку често пати доаѓам тука на бербер, бидејќи многу ми се допаѓа услугата. Ваква услуга на пример во Холандија не можете да најдете. Особено ми се допаѓа масажата на лицето и главата по шишањето и бричењето. Сето тоа е прекрасно и е премногу ефтино. Тука доаѓам секој втори или трет ден кога сум тука во Охрид. Кога ќе почне да ми расте брадата, доаѓам тука кај Шогун, а услугата е одлична. Се ми се допаѓа тука во Охрид. Временските услови, пријатните луѓе, гостопримливоста. Доаѓаме веќе 3 години тука. Претходно доаѓавме преку туристичка агенција, но полека ги запознавме луѓето овде и доста се спријателивме со многумина. Се запознавме со еден туристички водич кој често пати го гледавме покрај пристаништето, потоа со кајчарот Васко, Ѓорги и Душко. Познаваме многу луѓе. Сега на пример моментално сме сместени кај Душко. Тој е многу гостопримлив. Дури кога одам на пазарот, за мене е многу убаво искуство. Ние сме сега тука со двајца другари од Холандија од играорна група и се подготвуваме за еден летен фестивал. Секако дека ќе дојдеме со 45 играорци во екор на сезоната и се подготвуваме за тоа.
Берберите и фризерите од секогаш ги имало во Охридската чаршија. Од секогаш екзистирале и на наше големо задоволство и во денешно време има интерес и тоа како да работат млади лица. Разговараме со Перпадин Шавани, кој што овој дуќан го отвори пред 1 година, чинам така? Да, здраво. Значи колку време од каде желба токму за фризер? Колку време работиш? Колку време работам? 6 години работам. Фризер. Имате една година што отворив. Како самостоен? Да, како со моја фирма што отворив 1 година имат. Имаше ли можност владина поддршка, помош за да го отвориш овој твој дуќан? 1 година имав ослободен од придонеси од држава. Државата те ослободи? Да, 1 година, да. А колку имаш вработени во твој дуќан? Немам. Само ти? Само јас сум, да. Тешко ли е? Има ли доволно работа? Се заработували доволно? Задоволен сум. Имат. Убавен. Работиш постојано во текот на денот колку часа? Цел ден по двократно така работа. Знаат веќе сигурно те бараат, имаш свој специфичен имидж и свој стил на работа? Да, имам моите муштери, задоволен сум да ме барат. Добро, може да продолжи со твојата работа. Се надевам дека ќе имаш успешна работа и во идена.